Задача broj 4 od test broj 8 od prv tematski test po matematiku za 6. velenje. Задача te glasi: razloži i na prosti množitelji, sorazloživanje na prosti množitelji utvrdi da li 240 deli su 15 i da li 300 deli su 75. Postavkata. Moramo da gi razložime na prosti množitelji i broj od 240 i broj od 15. Така je postavljena задачата. 240 delimo sa 2, će dobijeme 120. Повторно делимо sa 2, će dobijeme 60. Повторно делимо sa 2, će dobijeme 30. Уште еднаш делиме со 2, ќе добиеме 15. Може да делиме со 3 или со 5. Со 3 ќе добиеме 5. И уште делиме со 5, ќе добиеме 1. Добро. Одиме на бројот 15. И не мораше вака, меѓутоа ајде ќе почнеме сега и ќе го довршиме тоа. Делиме со 3, добиеме 5. Делиме со 5, ќе добиеме 1. Забележувам дека простите множители на бројот 240, 2, 3, 5, односно 3 и 5 ми се повторуваат кај 15. Значи, со тоа докажувам дека тој број е делив со 15. 240 делив со 15 и количникот е колку? 1, 2, 3, 4. 2 се ова 4 пати. Количникот е 2 на четврта. Тоа истото ќе осториме за бројот 300, да видиме дека е делив со бројот 75. 300 делиме со 2, ќе добиеме 150. 150 со 2 ќе добиеме 75. Со 3 делиме ќе добиеме 25. Делиме со 5 ќе добиеме 5 и уште еднаш делиме со 5 ќе добиеме единица. Поставката со разложување на бројот 300 на прости множители не е готов. Простите множители на овој број се 2, по 2, по 3, по 5, по 5. За да видиме за 75. Делиме со 5 или со 12 можеме да почнеме. Еве со 3, 25, со 5 делиме 25 поделено на 5. 5 со 5 делиме единица. 3, 5, 5, 3, 5, 5. Значи и бројот 300 е делив со бројот 75. И при тоа количникот е, што не останува, 2 по 2, односно 2 на квадрат. Така е поставена задачата, така е решивме. Кога не е така поставена, а имате задача која гласи слично на ова, бројот 240 докаже дека дели со бројот 15, го разложувате на прости множители и ако меѓу тие прости множители го имате бројот, во овој случај 15, го имате 3 по 5, тоа е доказ дека тоа е делив со 15. Кој количник се добива без да се дели и таква задача може да се постави? Пример. Бројот 240 без делење определи го количникот на бројот 240 и на бројот 15 без делење. Еве поставката. Нема да ги делам, ги закривам 3 и 5, бидејќи тие како производ ми даваат 15, тоа што им останува е количникот 2 по 2 по 2 по 2, 2 на четврта, односно 16 количникот. Со тоа задачата е решена, доколку и вие вака решите, ќе добиете 10 поени. Благодарам на внимание.